Минатата сабота констатиравме, и не е тешко тоа да се заклучи од Словото Божие, дека ние сме среде војна. И тоа Библијата не вели дека војната трае, па ќе престане, па пак ќе почне, па пак ќе престане. Не, војната е постојана. Ѓаволот, непријателот Божи и наш, непријателот на нашите души, го користи секој миг, секоја ситуација да напакости, да уништи, да совлада што е можно повеќе души, да зарови. Наистина, таа борба е безпоштедна, само кога би можеле да видиме што се случува околу нас, така вели сестра Елен Вајд, многу посериозни би станале. Затоа што се прашувам колку сериозно наистина сваќаме оваа војна од која што зависи нашата вечна судбина. Ајде да се подсетиме, да отвориме пак во Ефесијаните, од таму ќе почнеме, во 6-та глава на Ефесијаните, на тој добро познат текст, Ефесијаните 6, и ќе прочитаме тие збори уште еднаш од 10 до 17. Најпосле, јакнете во Господа и во силата на Неговата моќ. Облечете се во сето Божјо оружје, за да можете да им се спротиставите на измамите на ѓаволот. Зашто нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Затоа земете го сето Божјо оружје, за да можете да се браните во лош ден, и откако ќе свршите се, да се одржите. И така стоите цврсто, препашани со вистината преку бедрата, облечени во оклопот на правдата. Обујте ги нозете со ревноста за Евангелието на мирот. При се тоа, земете го штитот на верата, со кого ќе можете да ги угаснете сите огнени стрели на нечестивиот. И 17 стих, земете го и шлемот на спасението и мечот на духот, кој е Божјото Слово. И сега, можеме да зборуваме многу овде, но не би се задржувале на овие одбрамбените елементи, да кажам, од Божјото оружје, но во 17 стих вели, како последно го спомнува мечот на духот, или тоа е Божјото Слово. Со право е наречен меч на духот, така и ја насловив вечерашната тема, затоа што знаеме дека Божјото Слово е вдахновено од духот. И тоа е меч кој што може само тој да не научи, да не обучи како да го користиме. И навистина, во оваа борба во која што се наоѓаме, имаме многу што за да се браниме, но не значи дека треба само да се браниме, туку и треба да го нападнеме непријателот. Како што Господ Исус го совладал, така и ние со Негова помош. И од сите овие елементи, од сите овие парчиња на оружје, да кажеме, дел од тоа Божје оружје, го гледаме Божјето Слово како единствено кое што е офанзивно. Нормално со мечот може и да се браните, меѓутоа пред се и да напаѓате. Сега, за да победиме, верувам дека ќе се сложиме, како што и минатиот пат спомнав, дека ни е потребна обука, ни е потребна подготовка, да можеме да се користиме со сите овие делови од Божјето оружје, па така и со Словото. Че вие не можете да преку ног да станете, ајде ќе кажам, духовен самурај, затоа што самураите ќе ги спомнеме малку како една паралела. Нормално дека треба да вежбате, за да еден ден станете вешт со користење на мечот.
Интересна е таа спореда со самураите, она што можеше да се најде е дека кога бебе се раѓа кај нив, знаете дека тие биле еден дел од јапонска група, нели, од јапонците. Кога бебето се раѓа, покрај него се ставало меч. Кога самурајот умира, на неговата смртна постела се ставал меч. Дури кога спил самурајот, го користел оној пократкиот, значи имале два или три, значи најдолг, па пократок и најкраток меч, тој најкраткиот, значи ги одложувале оние два, меѓутоа најкраткиот секогаш бил до него, до самурајот кој што спие. Значи, постојано со мечот. Да не биде изненаден од ништо и од никого. И може би сте гледале филмови некои, меѓутоа не е тоа, нели, Холивуд така го представува како и мускетарите, да речеме, меѓутоа кај самураите не било целта да се мечуваат и сега гледате вие таму борба, не знам, 5 минути, 10 минути. Не, 2-3 замави со мечоти, непријателот е готов. Значи, толку биле обучени, толку биле спретни со користење на мечот. Тоа било главната цел, да се уништи непријателот. Затоа што не е лесно, ако таа борба трае толку долго, ќе се измори човек. Многу полесно е да се совлада непријателот на почетокот, значи да се совлада со нокдаун, да кажеме така, со боксерски речник, а не во поени да го добиете. Вели Елен Вајт, ова се цитати кои што пред се наоѓаат, мислам дека сите беа од 37-та глава на големата борба, Библијата наша заштита. Прекрасна глава. Вели, ние треба секој ден Библијата трудолюбиво да ја проучуваме, одмерувајќи ја секоја нејзина мисла и споредувајќи стих со стих. Знаете што вели? Секој ден. Го правиме ли ние тоа? Не знам какви се податоците во Македонија, веројатно помали, меѓутоа во Соединетите Американски држави, во една се уште протестантска, па и дел доста и католици, има 87% од луѓето имаат Библија во својот дом, нормално, повеќето и повеќе Библии. Тука спаѓаат и адвентистите, се разбира, и тие може би имаат и највеќе Библии во своите домови. Но 19% од христијаните признаваат, само 19, дека Библијата ја читаат секој ден. А погоре прочитавме, потребно е секој ден, значи секој ден треба да се вежбаме со мечот. Имаме силен непријател. Нормално. Не можеме со своја помош, меѓутоа ставам акцент на... Не можете вие, нели, како што вели таму, Духот Божи ќе ве подсети. На што ќе ве подсети ако вие ја немате Библијата пред себе, ако не ја проучувате? На што ќе ве подсети? Со што ви се окупирани мислите? Ако не со Библијата, тоа е со нешто друго. Знаете, тој мисловен процес кај во умот на човекот трае постојано. Вие немате миг кога не мислите нешто. Како беше она мислам, значи постојано. Значи, постојано човекот размислува нешто. Значи, добро е да мислите ни се насочени на Библијата со библиски стихови, со ветување од Божјето Слово. А за тоа е потребно секојдневно проучување на Библијата, за да бидеме вешти по тоа и да не паднеме во искушенијата со непријателот, во неговите напади. Најчест изговор, како што често пати овде од оваа катедра ќе се спомнеше, пред се брат Зоран знае тоа да го каже, е дека немаме време да ја проучуваме Библијата. Не е точно, треба да бидеме искрени. Време имаме, ама зависи за што го користиме, што ни е приоритет. Ја затоа реков минатиот пат, ако сватиме дека сме во услови на војна, тогаш нашиот однос кон животот тотално треба да се промени, треба да биде многу поинаков, отколку да мислиме дека сме во примирје. Јас пак ќе цитирам една сестра наша, порано тоа беше, може има и 20 години, јас вика немам никакви искушенија во животот.
Таквата сестра или таквиот брат треба да се запраша како го живее животот, на која страна е. Возможно ли е еден христијанин да нема искушение во животот? Да нема напади од ѓаволот? Тоа е можно само ако сте преминале на негова страна и тогаш може би сте алатка веќе во неговите раце, немате искушение, но вие сте совладани. Значи, ние сме во војна и потребно е да се обучуваме секој ден како да користиме тоа оружје пред се Божито Слово, за кое што нели зборуваме. А неверојатно, живееме во време во кое што, ја прочитав некој податок дека се уште има неколку стотици јазици на кои што не е преведена Библијата. Значи, веројатно тоа се некои помали групи на луѓе кои што живеат таму, може по џунгли, ваму таму, кои што немаат допрено немаат Божјата реч видено, всушност, немаат прочитано ништо од неа. Меѓутоа ние, иако на македонски јазик се преведе таму 90-тите која беше година, меѓутоа ја имаме Библијата достапна ние и секој од нас има по неколку во своите домови. Тоа е огромно богатство кое што не смееме да го занемариме. Вели сестра Елен Вајт исто од големата борба, искушенијата често се чинат незадржливи, затоа што се занемарува молитвата и проучувањето на Библијата и што оној кој е подложен на искушение не може веднаш да се сети на Божите ветувања за да го пречека сатаната со библиското оружје. И што прави ѓаволот? Да, во некои ситуации ќе не зама и ќе не хипнотизира, како што нели вчера стана збор за Ева, како Ева паднала, па баш беше истакнато дека да, ѓаволот преку змијата ја хипнотизирала. Знаете како зборувавме како тоа делува хипнозата? Во подсвеста, на подсвеста директно. Ви не можете да кажете не. Што ќе ви сугерира хипнотизерот тоа? Јас ке се сетам, сега, како помал таму, не знам, може бев 5-6 деление, имаше некој циркус во Свети Николе таму. И тоа 2 вечери. Па и скап беше, меѓутоа најдов пари, не знам како најдов пари да отидам, ме интересираат тие работи. Имаше лауи, имаше свашта, мислам, имаше жонглирања, меѓутоа имаше и хипноза, и тоа масовна хипноза, значи хипноза на цела публика. Но ми беше интересно едно дел кој што ќе повикаа некои доброволеци, овој хипнотизерот, забавувачот, да кажам, ќе му дадеше од чаша вода на овој хипнотизираниот и он што ќе му сугерира, он што пиеш, пием Кока-кола, тоа е обична вода, пием ова, пием тоа. Значи неверојатно како делува таа хипноза. Но беше поентата, ај веќе тоа, меѓутоа вие нема ни да подпаднете во таква состојба ако сте до Бога. Ако Божјата реч е во вашиот ум, ако вашите мисли се заокупирани со Божји ветувања, затоа е многу битно и да знаеме стихови на памет. Тоа е резервна муниција, можеме да кажеме, против непријателот. И веднаш во моментот, кога сте искушени да ви текне на ветување, и нормално тука е потребна вера, затоа што Господ за се нешто дал ветување, меѓутоа вие со вера треба да прифатите дека Господ ако кажал така, така е. Верувате, јас немаше никош да станам верник ако имавме некој Бог кој што знае да вака да каже, па онока, па не држи ветување. Не, Бог не е човек па да лаже, вика Словото Божие. Он кога ќе каже, тоа е така. Ние само треба да се фатиме, тоа е верата, вели Елен Вајт. Да се фатиме за Божјето ветување. Но често пати паѓаме, видите што вика. Значи, искушенијата често се чинат незадржливи, значи не можеме да се спротиставиме, зошто? Затоа што ја занемаруваме молитвата и проучувањето на Библијата. 2 основни работи, кои што треба да бидат, значи, составен, неизбежен дел од христијанското искуство на секој христијанин. Еве, ја спомнавме Ева, велиме дека Ева била, па испомнавме кога зборивме за проблемот наречен апетит, дека била кушена на апетитот, и тоа е точно, но првенствено на што била кушена? Што се првите зборови на ѓаволот? Вистина ли е дека Бог рекол? Авторитетот на Словото Божие го става ѓаволот по знак прашање. Вистина ли дека Бог така рекол?
Исто се случува и со Исуса во пустината. Првото искушение, ако си син Божи, а нели претходно, како дошол Исус во пустината? Добро, Духот го довел, меѓутоа, претходно се случило нели крштевањето. На крштевањето се јавува Господ, Отецот и вели, ова е мојот возлюбен син. И се ѓаволот сака да го стави Исуса во ситуација да тој се посомнева на оно што Господ го кажува. Божјето Слово. Да се посомневаш во Божјето Слово. Ако си син Божи, вистина ли дека Бог рекол? Бевме пред некој ден на посета кај на наша пријателка тамо во Штип со Снежа и таа сега е сама, жената инвалид, мајка и почина скоро некаде, не знам кога беше и знаете што ни каже, она е православка, меѓутоа знае доста работи, често пати сме и сведочеле. Мајка е имала навика да става да крие пари ваму таму некаде. И тоа поголема сума пари, 10 на 20 илјади. И се јавува мајка и Кобајаги, нели? Веќе почината и вика таму во таа кутија, во тие чевли таму испод чевлите, испод онаа хартијата што е во која што се завиткани чевлите има пари. И таа ги наоѓа стварно парите. И сега оди ти разубеди ја дека тоа не би можел да биде ѓаволот. Не, вика, не е можно. И читаме стихови. Човек која ќе умре, не знае ништо за што се случува под сонцето. Тоа е вистинската вера, тоа е вистинското верување. Вчера читавме баш, сето она што е надвор од Библијата, од кого потекнува? Од ѓаволот, од сатаната. Тоа вчера го читавме. Библијата и само Библијата. Значи, Исус така се бранел. Еве, гледаме пример со оние искушенија во пустината, кога ни малку не му било лесно, и гладен, и жеден, и така натаму, но се одбранил со Божјето Слово, токму со Божјето Слово, со мечот, вели Елен Вајд, во секој искушение, оружје на неговото војување била Божјата реч, Божјето Слово. Во секој искушение. Затоа е мечот. Или како вели Евреите 4.12, оној познат стих. Зашто Божјето Слово е живо и делотворно. И поостро од секој меч, остро од двете страни. Или Псалм 119.11, оној исто така познат стих, Псалм 119.11. Во срцето го запазив Твојот збор, за да не сгрешам против Тебе. Во умот. Тука треба да биде Божјето Слово. Не само во Библијата да остане, или па сега дури па и полесно не е со телефонот. Телефонот е во джеп и тука е Библијата. Тука е Библијата, ама дали е тука е проблемот. Исус не носил Библија со себе во пустината. Како тоа знаел да цитира стихови? Па проучувал. Секој ден се бавил со тоа. Слушал од неговите родители во ред, меѓутоа и самиот проучувал. Го има Стариот Завет. Затоа и знаел како да и бил вешт со мечот. И така го совладал ѓаволот. Значи, ние некоја се чудиме зошто паѓаме во искушенија. Па, нели Исус како ни оставил пример, така. Да го следиме неговиот пример. Како Исус го совладал непријателот? Со Божјата реч. Така и ние можеме. Како поинаку. Што спомнав, значи, како што вели стихот, не дека тоа значи само учење стихови на памет, меѓутоа едноставно мислите да ви се закупирани со Божјото Слово. Океј, не можете вие ностоп тоа да мислите, не можете ностоп да проучувате. Меѓутоа, ако навистина ви е првенствено Божјото Слово, тогаш и мислите ќе ви бидат таму. Нема да ви бидат на друго место. Нема да имате друг вид на мисли. Значи, во срцето, ако го запазите, неговото Слово, неговиот збор, тогаш нема да сгрешите против него, така вели стихот. И тоа се гледа исто кај Исуса, како
значи до таму успеал да владее со Словото и владеел, гледаме тоа на повеќе места, не само во пустината, да рефлексно веќе тоа било кај него. Рефлексно одговара. Ѓаволот доаѓа со искушение и тоа е интересното, тоа и го потенцирав баш на Виолета, се вика жената од Штип, дека ѓаволот го куша и Исуса, цитирајќи му стихови од Библијата. И ако ти не ја познаваш добро Библијата, многу лесно ќе бидеш заведен. Но Исус покажал огромно познанство и не само тоа, туку и знаел, значи, рефлексно одговарал на тоа. Значи, едноставно му бил, тоа станало дел од него. Како знаете, како оние, не знам сте гледале филм со Брусли, ја обожавав, млад која бев, Брусли која ќе дојде на кино репертуарот обавезно, нема пропуштање тука. Видите како до кој степен е доведена, значи, таа вештина на борење, кај човек да со еден удар ќе го свитка. Јас ќе се сетам на една ситуација што ни расправаше еден од професорите во Шведска, Мелбон Ленг се вика, потекнува од Малезија. Мисля дека сега, да, живее во Швајцарија, се ожени со швајцарка и таму некаде живее и таму, баш сега скоро гледав слики дека имаат некој камп митинзи, одржуваат и така натаму. Интересен човек, знаете, онака низок, жолта раса, и тој бил на времето пред да ја запознае вистината, мајстор во борички вештини, кунг-фу, тие работи. Кажуваше каков бил, мислам, карактерот дека Господ не го промени, а уште па исте вешт. Ја тепал и мајка си дома, често пати во тепачки, учествувал улични и така натаму и така натаму. И сега кажува една ситуација, откако веќе тој е обратен, една ситуација, не знам каде, дали негде на евангелизација бил, не знам, и вика да си одам по улица во градот и некој му брка позади и му го вади новчаникот од джебот. И се он кажува, значи во секунда, тоа е рефлексно, значи тоа е во него. Ама Светиот Дух го сопрел, значи може, вика, само да умавнам една и да го бутнам тука. Но не го направил тоа, се разбира, но сакав да кажам колку е тоа увежбано, до кој степен, за да вие бидете така ефикасни во таа борба. А за тоа треба време. Не може да речеме немаме време, мора да најдеме време. Псалм 51:6. Но го читам од ревидираното издание овој стих. 51:6. Ти ја сакаш вистината во срцето и внатре во мене ме учиш на мудроста твоја. Внатре, во срцето треба да биде вистината, Словото. Можеме да прочитаме некои практични стикови за некои ситуации, како може да се користат, за да надвладееме искушение. Секој од нас има по некоја слабост, кај што, нели, потешко се справува со неа. Еве да речеме, ако не знаете како да се однесувате со некои потешки карактери, не знаете како да излезете на крај со нив, што вели Пословици 15:1? Благиот одговор ја ублажува јароста, а грубиот збор го зголемува гневот. Многу е од корист, верувам дека многу е корист, нормално, не треба да сватиме дека сега ова е некоја техника, Светиот Дух е тој кој што треба да не води низ сето ова, но многу е од корист да се сетите во моментот кога ќе бидете испровоцирани од некого на ваков стих. И верувам во моментот и да побарате Божја помош, да одговорите благо, место да се разгневите. Мнозина од нас го имаме тој проблем. Потоа Римјаните 12:17. Тоа беа и стихови што беа спомнати во поуката. Никому не враќајте зло за зло. Размислувајте за тоа што е добро пред сите луѓе. Или не остави да те победи злото, исто 12 глава, 21 стих, туку победи го злото со добро.
Тоа се и ветувања, тоа е Словото кое што е делотворно, ако се повикаме на него и го побараме Божја помош, може да помогнете како. Ако можеме имаме слабост да ги судиме мотивите и побудите на другите, може да ни помогне стих од типот 1 Коринќаните 11:31. 1 Коринќаните 11:31. Вели: ако се осудуваме самите себе си, нема да ни се суди. На што не повикува Божјето Слово? Да се свртиме кон самите себе си, да бидеме само критични, да ги судиме своите мотиви, а не тугите. Или Матеј 7 глава, 1 и 2 стих, познатите стихови. Не судите за да не бидете судени. Значи, видите, кога се судите самите себе, не сте судени, ама ако го судите другиот, тоа со каков суд судите, со тако ќе ви се суди. Па вие изберете. Зошто со каков суд судите, со тако ќе ви се суди, значи тоа е вториот стих, и со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Кога вас ве осудуваат и ве навредуваат. 1 Петрово 2:23, ова е стих кој што дава опис за тоа Христос како се справил во вакви ситуации и исто како наш најголем пример. Да не поучи како и ние можеме. Значи 1 Петрово 2:23. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Не враќаше со навреда. И така натаму. Ајде, да не читаме многу. Значи, многу е добро да ја знаеме Библијата, да знаеме да баратаме со неја, значи да управуваме со мечот, да имаме стихови на памет во нашиот ум, забележани, и Господ кога тоа ќе не подсети, да дадеме вистински одговор во вистинско време и да се одбраниме од непријателот. Видите што, како завршен цитат, ќе го прочитам, исто цитат од истата таа глава, Библијата наша заштита од големата борба, што запишал Елен Вајт. Пред своето распнување, Спасителот им објаснил на своите ученици дека ќе биде убиен и дека ќе воскресне од гробот. Ангелите биле присутни за неговите зборови да ги втиснат во срцата и во душите на учениците. Исус тоа повеќе пати им го повторил, гласно и јасно. Но, сега, како тоа учениците ги изгубиле овие зборови од своите мисли и како тоа се бавеле со своји мисли? Што се случило? Што често пати се случува и со нас. Место да се сетиме на Божје ветување, место да се сетиме на Библијата и библиски стих, ние си вртиме некои своји мисли. И ќе паднеме. Вели, но учениците очекувале слобода од римскиот јарем и не можеле да ја поднесат по мислата дека оној во кого се надевале ќе мора да претрпи толкава срамна смрт. Не сакале да чуат воопшто за такво нешто, да умре нивниот Спасител. Зборовите на кои требало да се подсетат на она што Исус неколку пати им го спомнал, исчезнале од нивното сеќавање и времето на искушението ги нашло неподготвени. Се бавеле со своји мисли. Исто и како и таа вечер, кога биле во коработ, кога ги зафатила бурата. И тогаш се бавеле со своји мисли, како да го зацарат Исуса. Па сега тој одбил да биде зацарен, им ги пратил таму преку езерото и си викаат, па дали е он вистинскиот, дали не е, зошто одбива? Да не стане цар. Се бавеле со своји мисли, место да се занимаваат со она што се случило претходниот ден кога нахранил илјадници луѓе. Со благословите што ги добиле. Често се случува тоа со нас, во нашите животи. Нападнати сме од непријател, место кон Библијата ни е нешто се правиме многу паметни. Но видовме дека постојано во секој искушение Исус како главно оружје ја користи Библијата, Божјата реч. На крајот на криштата тој и самиот наречен Словото, значи тоа е дело, мислам,
Тоа е Словото, тоа е Словото. Тој самиот. Вели, Исусовата смрт во толкава мера ги уништила нивните надежи, како тој да не ги ни предупредил. Толку исчезнало тоа од нив. Веќе е следниот ден, значи знаете во неделата како биле разочарани. После 2 дена. Така и нам, во пророштвата, ни е откриена иднината, исто толку јасно како што им било откриена на учениците со Христовите зборови. Зарем нам не ни е откриена иднината, токму во Божјето Слово. Што ни е чудно тогаш, зошто се случуваат некои настани? Воопшто не треба да не чуди. Тоа е само исполнување на прореченото. Настаните што се поврзани со крајот на времето на милоста и со делото на подготовката за времето на неволјата, јасно ни се изнесени, но постојат и лјадници такви, кои не ги сваќаат овие важни вистини, како никогаш да не им биле откриени. Иако тоа толку јасно е запишано. Сатаната будно внимава за да отстрани од нив секакво влијание, што би можело да ги вразуми за спасение. Така времето на неволјата ќе ги најде неподготвени. Еве, ние живееме во тоа време. Времето пред неволите. Ако не се држиме за Словото и она што Господ ни го кажува, ќе не одвее ветрот. Нема да бидеме подготвени кога ќе дојдат тие неволи. Затоа е потребно да бдееме и во молитва, но и над Божјето Слово. И ќе завршам со стихови од Второ Законие, 6 глава, 6 до 9, познати стихови, исто така, 5 Мојсеева, значи 6 глава, 6 до 9. Овие зборови што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Напомнува им ги на своите синови, зборува им за нив кога седиш дома во својата куќа и кога одиш патем, кога легнуваш и кога стануваш, како оној самурај со мечот, постојано покрај него, спремен во секој миг. Врзи ги на својата рака за знак и нека те бидат како запис меѓу очите. Напиши ги на довратниците на својата куќа и на своите врати. Нека Господ ни помогне да одлучиме, да најдеме време, значи не е доволно, некојаш ќе се задоволиме, со 5 минути. 5 минути, многу е битно са бајле, кога ќе станеме веднаш со мислите да се насочиме кон Господа, и 5 минути е доволно, ајде, утрескиот стих, тамо ќе прочитаме и толку. И ќе помине денот потоа во обврски и така натаму. Нормално, кажав јас, не може ностоп само над Библијата, Господ рекол и 6 дена работи. Нормално. Меѓутоа, мора да најдеме време, затоа што тоа е битно, тоа е суштествено. Видовме дека за да успееме во секој искушение да го совладаме непријателот, односно Господ преку нас, тоа што мора да ја познаваме Божјата реч и да знаеме како да управуваме со неја. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.